Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Најпрво сакаме да го поздравиме циркузот, наречен Карнавал на невидливи дела, кој утре ќе пристигне во нашиот град. Се разбира, со безброј автобуси од цела Македонија, оти самостојно собирање на членовите и симпатизерите на ДПМН од Струмица, не може да се направи со повеќе од 500 граѓани. Со ова наше обраќање до јавноста сакаме да кажеме дека злодевните циркузанти во немокта да понудат конкретни проекти. Ќе дојдат со цела елита која маестрално по кој знае кој пат во овие 7 години ќе пристигне и ќе се обиде да ги спасува собствените локални таленти, бидејќи нивните анкети покажаа дека на 24 март во Струмица ќе бидат поразени на локалните избори. Така испаничени, истите на крај памет нема да им падне да ви кажат кој е виновен за последните поплави во нашата општина, кој е виновен што се намалени средствата за сите видови социјални помошти, кој е виновен за континуираното задолжување на државата, а уште помалку ќе ви одговорат кој е одговорен за 200% изголемените цени на стоките за широка потрошувачка. Ќе дојдат, ќе се разпостават на площадот и во нивен манир ќе се обидат да омаложуваат и зборуваат. Црвенкос ќе го држи заев за узди, кој повикувал на подвиткани кични, повторно транзицијата ќе им биде во уста, јадењето живи луѓе ќе им биде десерт. Да, почитувани, се ќе сторат во веќе познатиот елоквентен манипулаторски стил на игра на зборови со кои се валка, понижуваат и цели семејства, а при тоа воопшто не нудејќи конкретни решенија за остварливи дела. За тоа колку се и што се спремни да сторат, зборува и анонимното писмо кое вчера беше оставено изборниот штаб на градоначалникот Заев. И искрено се надеваме дека тоа е дело на некои од многуте добронамерни членови на ВМРО ДПМН, кои не се согласуваат со манипулантското однесување на својата врхушка. Замислите овој лист, за чија содржина веруваме дека е вистината. Објаснува дека овие денови се сведоци на подметнување, злоупотреби, па ако сакате, искривување на факти. Темата носи наслов Акцијски план за кампања Крадена струја. И истата е составена од 9 точки, листот ќе ви биде доставен во фотокопирана форма. Како идеја на крај? Почитувам господине Пишев, ви даваме совет. Ако сте јаснав како што се представувате, кажете им на луѓето од вашиот изборен штаб, нека да ја остават на раат и во манир на вистински бизнисмен, човек од Леснафот и човек со едно лице, одважете се и седнете очи во очи со градоначалникот Заев пред камери и објаснете пред граѓаните кој што сторил за својата општина и кој што ќе стори во иднина. Верувајте, ве убедуваме дека емисијата ќе има многу голема гледаност, а нашите граѓани ќе знаат да проценат кој ќе сакаат да ги води следните 4 години. Благодарам. Има ли прашање? Господине, на прашање, деновиве за чести вашите партиски, значи, и од двете страни, и од ВМРО ДПМН, и од ДСС пресконференции, значи, дневно може да кажем имаме по 2 по 3 пресконференции. Често се поставуваат прашања од едната на другата страна, но никако одговори од другата страна на партијата. Знаете, ние во Социјалдемократскиот сојуз мислам дека доволно реакции направивме на пресконференциите и сметам дека дадовме доволно одговори. Меѓутоа што се однесува до кампањата на општинскиот изборен штаб на ВМРО ДПМН, најверојатно имаат некоја своја стратегија и мислат дека не треба да одговарат на прашањата. Инаку како би го разбрале ова, например, на прашањето зошто господинот Пишев инвестира со средства добиени од граѓаните во Република Македонија, зошто инвестира во странска држава. Секако требаше да одговорат на тоа нешто. Ако доколку се толку сигурни дека разликата се топи, зошто ја вчера го прашавме господинот Пишев, не добивме одговор, зошто доколку разликата знаат дека се топи, тој нека си поднесе оставка од пратеник и со тоа на граѓаните може ќе им даде и поголем сигнал за да ја намалат двоцифрената бројка, односно проценти, која предност што има господинот Заев. Други прашања?